председателка. Врз основа на член 156 став 4 од Деловникот на Собранието предлагам Комисијата за финансирање и буџет да го поднесе и усвои следниот амандман. Во член 6 став 1 точката 4 се менува и гласи: кој во претходните 5 години не било утврдено како одговорно за намерно, несовесно или измамничко постапување, што довело или значително придонело за отварање на стечајна или ликвидациона постапка на трговско друштво во кое вршел управувачка функција. Ставовите 3 и 4 се бришат, а ставот 5 станува став 3. Со измената во член 6, став 1, точка 4 се прецизира условот што треба да го исполнува лицето за да може да биде член на орган за управување на давател на финансиски лизинг. Со важечко решение, како пречка за вршење на функцијата управител, е предвиден самиот факт дека лицето било одговорно лице во трговско друштво над кое е поведена стечајна постапка, без при тоа да се утврдува неговата лична одговорност за причините што довеле до стечајот. Таквото решение може да доведе до неоправдано исклучување на лица кои биле дел од раководната структура на друштвото, но не да придонесе за настанување на стечајот, односно биле засегнати од легитимен деловен неуспех. Со предложената измена, ограничувањето се стеснува само на лица кај кои е утврдена одговорност за намерно, несовесно или измамничко постапување, што довело или значително придонело за отварање на стечајна или ликвидациона постапка. Дополнително, ограничувањето е временски ограничено на период од 5 години. На овој начин се обезбедува пропорционален пристап кој прави разлика помеѓу лица што се одговорни за несоодветно или незаконско управување и лица кои биле инволвирани во трговско друштво кое влегува во стечај поради објективни деловни околности. Со измената истовремено се задржува заштитата на интегритетот и доброто управување кај давателите на финансиски лизинг, а условот се усогласува со принципот на втора шанса во деловното работење и со современите европски стандарди во областа на реструктурирањето и несоветноста. Дополнително, со амандманот се бриша ставовите 3 и 4, со кои беше пропишана обврска најмалку еден член на органот на управување на давателот на финансиски лизинг да биде во постојан работен однос на друштвото, како и рокот за воспоставување на таквиот работен однос. Предложеното бришење има за цел да овозможи поголема флексибилност во организацијата и управувањето на давателите на финансиски лизинг, без при тоа да се намалат барањата во однос на стручноста, интегритетот и одговорноста на членовите на органот на управување. Имајќи предвид дека членовите на органот на управување и понатака подлежат на законски услови за именување, добивање претходна согласност и вршење на функцијата, не постои потреба дополнително да се условува нивниот статус со задолжителен работен однос во друштвото. На тој начин се овозможува ангажирање на лица со соодветни квалификации и искуство, независни од формата на нивниот ангажман, што придонесува за поефикасно и поквалитетно корпоративно управување. Со амандманот се намалува административниот товар и се отстранува ограничување кое не е неопходно за остварување на целите на законот и за обезбедување сигурно и стабилно работење на давателите на финансиски лизинг. Благодарам.